Груевски ќе избере сам свој наследник, ќе сака, како да кажем, да го изфорсира, да го промовира пред делегатите на Конгресот, или мислите дека ќе остави демократска или полудемократска трка во рамките на партијата? Јас мислам дека таа ќе биде на полудемократска трка, нема да биде чисто демократска сигурно. Нема да може Груевски сам да го форсира и да го наметне кандидатот, затоа што веќе не е таа позиција на Груевски која што беше пред 3 или 4 години. Да беше пред 3-4 години, сигурно тогаш имаше моќ таква Груевски, меѓутоа сега не. Времињата ако е Христијан Мицковски еве најблискиот до Груевски во овој момент, ако предпоставуваме дека тој е неговиот фаворит, што мислите вие за него? Генералниот секретар на партијата. Па јас мислам, сега лицитиравме со неколку имиња, мислам дека има двајца-тројца луѓе кои што стварно добри можеле да се понесат. Мицковски сигурно дека еден од тие што може убаво да ја понесе новата задача. И мислам дека што поскоро тоа го прават и тоа по можност до нова година, ВМРО-ДПМН многу ќе си помогне на себе, меѓутоа ќе и помогне и на Република Македонија. ВМРО-ДПМН ќе мора да се реорганизира и тоа многу скоро. Дај Боже да ова најава на Никола Груевски испадне стварно таква да се реализира, затоа што ВМРО-ДПМН има историска шанса да не чека премногу за да се реабилитира. Она може многу брзо да се реабилитира со едно ново раководство, со нов лидер, раководство и лидер кој што не се во списокот на специјалното јавно обвинителство за гонење на криминалот од прислушуваните разговори, не се во листата на ментори, организатори и така натаму на случувањето од 27 април ова година и луѓе кои што сигурно ќе мора да имат поддршката сепак внатре од структурата. Има такви. Мицковски еден можеби и Тодоров, односно Поповски. Тодоров се повлече, Поповски сигурно дека еден од тие што може да ја понесе таа одговорност. Меѓутоа ВМРО-ДПМН го има моментумот и треба да го искористи моментумот да ги поддржи реформите и промените кои што меѓународната заедница ги очекува од Република Македонија, за да ние веќе следната година станеме, односно направиме чекор вистински да станеме членка на НАТО и да ги подотвориме вратите во ЕУ, кога на некој начин Република Македонија последните месеци е некоја нова звезда во кулуарите на Брисел и во Вашингтон се разбира. И денешната средба на министерот за надворешни работи со секретарот на Стейт Департментот е голема можност и голема чест се разбира и голема порака дека ние треба да го направиме вистинскиот чекор следните 2-3 месеци. ВМРО-ДПМН, ако го фати чекорот, ги поддржи реформите, законските промени, има еден куп закони кои што треба да се усвојат. Ако поддржи решение кое што ќе треба да се најде солуција, компромис со Република Грција околу спорот со името, таа ќе се реабилитира и таа може да очекува да се врати пак назад. Поскоро него да почне како што сакат тврдокорните или екстремно десните, затоа што таа политика сигурно, ама јас сум сигурен дека ќе ги остави само со 2-3 општини и во наредните избори локални или со еден, да кажеме, грст пратеници наредните парламентарни избори.